Државната награда 11 октомври за животно дело во областа на науката и образованието денеска свечено во собранието му беше врачена на професор доктор Томислав Тодоровски. Присутни беа представници на државниот врв и научници колеги на Тодоровски. Високото државно признание му се доделува за неговата научно-творечка и педагошко-едукативна дејност. Автор е на 20 книги, преведени дела и лексикони, експерт за делото на Кочо Рацин, бил раководител на семинарот за македонски јазик. Наистина е чест да се биде добитник на едно вакво високо признание. Може би кај нас треба да се обрне поголемо внимание на чистотата на македонскиот јазик, поради се поголемиот наплив од интернационална лексика, од туѓи зборови. Јазикот е нашиот најголем белег за препознавање меѓу нациите во светот. Годинава првпат наградата 11 октомври од скупно 26 кандидати што почетно конкурирале ја добива само еден. Нема представник од областа на уметноста ниту од стопанството. Председателот на одборот за доделување на наградата, академик Фити, вели дека ова се должи на измените во законот според кој наградата може да се додели најмногу на 5 добитници. Тоа автоматски значи дека членовите на одборот можат највеќе да гласат за 5 луѓе. И во таква ситуација е многу нормално да дојде до разводнување на гласовите и може дури и теоретски, но и де факто да се случи никој да не ја добие наградата. Може би треба да се размислува тука нешто околу правилата на гласањето. Минатата година наградата 11 октомври ја добија 4 институции и 6 најистакнати творци од областа на науката и уметноста.